Валер Усеиновски од Битолска Граешница е земјоделец кој целиот свој живот му го посветил на говедарството. Во моментов има штала со 90 високо квалитетни крави. Вели, низ годините стадото му било многу поголемо, но заради актуелните лоши аграрни политики принуден е постојано да го намалува. Сега, дополнителен проблем му е и тоа што тој е еден од 400-тините сточари во земјава кои се уште ги немаат земено ланските субвенции ни за млекото, ни по грло добиток. Државата ми должи преку 20.000 евра само за субвенции. Ни се пожали Валер. И во Скопје бевме до Министерството и тука истото ни рекоа дека ќе ви ги дајме. Пари нема. Ни рекоа дека имавме некои си проблеми за ветеринарство, за храна, што е. Имавме некои проблеми и тоа ни рекоа после дека тоа го решија тој проблем и ќе ви бидат пуштени. Пари немаме. Усеиновски не е задоволен и од актуелните откупни цени на млекото. Го иритира и гневи тоа што цените на млекото и млечните производи во продавниците неконтролирано дивеат, а додека ним откупувачите постојано им крателе во цените. Тврди дека сега тој лично е оштетен со најмалку 5 денари за секој литар предадено млеко. Ево има 3 месеци, 4 скоро, ми го паќат секој месец по динар, по половина динар, по 2 денари. Кај мене 5 денари млекото е паднато по литар. А по продавниците млекото сирењето ево се поскапија пак. Секој ден крева цени, а нас ни го паѓат млекото. И че не отпадна скроз. И веќе не може да издржуваме. И затоа продаваме некоја крава, некој теле, за да можеме кравите да ги нараниме. Заради сето ова, Усеиновски предупредува дека на 1 септември ќе излезат на протести. Најпрвен ќе го блокираат патот Битола Меджиклија, а потоа, ако биде потребно, ќе одели и пред владата, заедно со сестоката. Вака, ако се продолжи, до взима нема да остане крава во Македонија. Ни месо, ни млеко ќе има. Или, и ако ги има, ќе бидат прескапи, ќе бидат луксус, а тоа е и жално и срамно, предупредува Усеиновски. Тој му порачува на министерот Николовски час поскоро да им помогне во решавањето на нивните наталожени проблеми, со цел македонските граѓани да не прострадаат за храна. Од платежната агенција пак уште во април ни беше речено дека во соработка со АХВ во тек била постапката за утврдување на веродостојноста на пријавените грла добиток и дека кај 424 сточари на ниво на Македонија биле утврдени известни неправилности. Прво се исплаќа основното стадо, а дури потоа субвенциите за млеко. Откако ќе ги расчистиме сите овие контроли и мерки, ќе пристапиме кон решавање на субвенциите за млеко, ни рече тогаш директорот на платежната агенција Никица Бачовски, без да прецизира кога точно ќе се случи тоа.